Добар ден и од мене од студиото на телевизија Нова. Секако првата прилика ќе искористам да ви го честитам овој денешен празник. За нас работен, меѓутоа за вас пред екраните, веројатно во убава домашна атмосфера, учествувате она што ние работно го празнуваме денеска 25 години независна Македонија. Честитки за празникот и знам дека ќе останете и натаму на програмата на телевизија Нова, бидејќи не завршуваме тука, имаме уште гости. Мене секако ми падна делот од културата. Ќе зборуваме на тема со моите двајца гости на тема 25 години филм и театар во независна Македонија. Имаме многу што да се каже овие 25 минути за 25 години, веројатно ќе се премалку, меѓутоа ќе се обидеме нели да се спакуваме. Добре дојде за професорката Јелена Лужина, театролог и би рекла синоним за статистиката поврзана со македонскиот театар. И добре дојде не само статистика. Така. И добре дојде за Владко Галевски, новинар, меѓутоа и филмски критичар, водител на радио емисија поврзана со филм. Верувам дека се чувствувате пријатно и двајцата не сте прв пат во студиото. Првото прашање ќе ви го поставам, истото ќе биде, меѓутоа ќе биде за два сегменти. Како човек поврзан со театарот, би ве прашала 25 години, кој е најголемиот филмски успех на Македонија? Филмски успех? Филмски успех на Македонија. Не знам, не се осмелувам да кажам пред Владко. Владко ќе ни одговори за театарот. Веројатно во колективното паметење е тоа пред дождот. Так. Најверификуван меѓународно, на најсериозен, еден од најсериозните меѓународни фестивали македонски успех, али јас сум само гледач. Токму така, Владко, како гледач, кој е најголемиот театарски успех на Македонија во изминатите 25 години? Не би го конкретизирал насловот, меѓутоа би го спомнал авторот. Така? Дејан Дуковски. Апсолутно. Дејан Дуковски, Јас сум веројатно... само гледач. Меѓутоа, очигледно се сложува. Токму така, не случајно ви ги поставив прашањата вака. Дејан Дуковски е нешто што всушност и го поврзува филмот со театарот, драмски автор, меѓутоа неговите дела се и се филмувани, се поставуваат на театарската сцена. Професорке, знам дека Дејан Дуковски ви е едно од имињата кои што сакате да ги споменете во оваа прилика. Не можем да го одбегнам со задоволство, баш кај што ми беше студент. Дакле, многу се гордеам со луѓе од калибар на Дејан Дуковски. Тој е несомнено најрелевантна драматуршка појава во протег на изминативе 25 години. Имаме и пред тоа релевантни драматуршки појави, се разбира, тој е Горан Стефановски, па да не одам наназад, но само Дејан Дуковски успеа без да сака, он не е човек што нешто претерано ке работи за себе и околу себе, али затоа што сработил тоа што сработил, само Дејан Дуковски успел да стаса со своите текстови до изведбите во Јапонија, во Америка, Еднаш ми во споменавте Русија. дека многу сакате да слушнете како звучи буре барут На јапонски, многу би сакала. Сум слушнала како звучи на италијански, на бугарски, Тоа само на колку за руски. илустрација, до каде стигнала македонската... Да, најдалеку на секаде, во Африка колку што знам не е игран, во Австралија игран, во Азија, во Америка, една друга, низ цела Европа. Дејан Дуковски и номинално, он дебитира 88 година, нели со таа Балканска 2А, па онда 89-та, Диме Станковски, нашиот другар, му ги режира првите негови пјеси, но оно што се случува како големо чудо, имено Буре, кое е произведено во Скопје, во режија на Сашо Миленковски, во Македонскиот народен театар, потоа во Југословенско драмско и потоа редица европски режисери од прва категорија, како Крико Разарјан, како Горчеви и така натака, го режира не еднаш туку повеќе пати Буре барут, што неверојатно многу кажува. Да еден респективен фестивал кој во нашата бранша е во ранг на Мостра, да речеме, во Венеција, а тоа е Берлинале, да порача од Крико Разарјан специјално режија на Буре барут, и тоа да се случи, тоа е голем комплимент. Веројатно, еден од најголемите филмски комплименти кои што Македонија ги има добиено се бројните награди. Не би навлегувала јас во бројки, ќе ве оставам вие да зборувате. Пред дождот, единствениот македонски златен лав донесен од Венеција, меѓутоа и номинација за Оскар. Прашањето нека биде во две насоки. Од една страна, зошто останавме на пред дождот? Немавме поголеми успеси, односно толку големи успеси по овој филм, а од друга страна,
треба ли да целиме кон номинации за Оскар или може би треба тука да се завртиме? Па, велите, ако останавме пред дождот, веројатно заради тоа што под дождот дојдоа поплави, па кои се непријатни. Пред дождот е веројатно најрелевантниот продукт од оваа бранша. Не само заради тоа што доби престижна награда и престижни награди ширум светот, зашто јас не милувам да манипулирам со бројки кои се чиста статистика, да кажеме, многу често. Холивуд само тоа го интересира, статистика, бројки, продадени билети и така натаму, што за мене е една бенигна работа во која не треба се впуштаме кога се работи за уметност и за естетика. Но пред дождот е само еден од продуктите кои добија шанса и ја искористија, се разбија заради своите вредности. За жал, по дождот имаме не мала продукција филмска во овие 23 години од пред дождот 94-та, но за жал велам и покрај ангажманот големата пропустост на средства од државата во филмската уметност, во филмската продукција, не успеавме да добиеме толку голем и значаен продукт. Тоа што тие се лакмус за вредностите на филмот. Што би рекла професорката, тоа се евалуирани се. Можност за евалуација, за да се испробаме на странски пазар, како другите гледаат, не ние. Ние сме има еден збор културен непотизам. Ние сме пристрасни за нашите продукти. Сега зборам ние сите, јас и Елена верувам дека не сме баш така. Не сме. Професорка, низ овие 25 години се покажали дека може би успехот на театарските штици го броиме преку продадени билети. Треба ли да биде тоа така? Јас не сум сигурна дека така го броиме и воопшто не сум сигурна во бројките. Театрите сакаат да се пофалат со се продадени разбира билети, дека сакаат, али јас не сум многу доверлива во бројките што ги слушам. Што воопшто значи продаден билет? Мислам дека театар треба да го прави она што го прави откако кукнал, значи 25 века, да се бори за секој свој гледач. За да се избори за секој свој гледач, мора да е страшно интересен, страшно динамичен, страшно квалитетен. Денеска во светот, знаете ли што е најпропулзивен театарски медij? Кој? Опера. Но, јас често одам на опера, по сплет на околности семејството ми живее во Италија и во близина ми се три големи продукцијски центра оперски, тоа е Ла Скала во Милано, тоа е Ла Фениce во Венеција и тоа е Арена ди Верона, кај што е секоја година летен фестивал. Арена ди Верона е пример на културна индустрија. Тамо 20.000 луѓе секоја вечер стојат во редици, сат и пол се влегува, чекате сат и пол за да влезете, со купување на карта која е се само неевтина, вие купувате перниче на кое што ќе седнете, на тој камен шише со вода на кое пишува ентелирико или немам појма што, свеќа добивате која запалена ја држите пред да почне представа, доаѓаат чартер летови од сите страни на светот, слетуваат на аеродромите во Тревизо, Венеција и Верона сама, и луѓево доаѓаат со сати влегувате, со сати излегувате, но додека седите и гледате, вие сте апсолутно сигурни дека за тие пари што сте ги дале, за таа купена влезница, во тој момент гледате нешто што е во тој момент најдобро на светот. И тоа чувство треба да е мотивација за секој театар ако сака да е професионален. Тоа е вистински продадена влезница. Ово што ќе ги делиме, па ќе ги даваме гратис, па нема појма што се правиме со нив, а при тоа јас седнувам и гледам и знам дека во тој момент тоа што го гледам не е најдобро на светот, е еден компромис на кој денешната мощна сензибилизирана публика се потешко се согласува. Што се покажа низ овие 25 години кога зборуваме за филм? Колкав е интересот за македонскиот филм овде кај нас, нели, меѓу граѓаните во споредба со
најновиот холивудски блокбастер кога доаѓа во кино? Па работите се сменија прилично. Јас мислам дека не мислам туку статистиките кои не ги сакам повторно ќе кажам. Кажуваат дека блокбастерите во Македонија поминуваат лошо. И не само во Македонија. И не само во Македонија, меѓутоа зборам за ова поднебје. А интересот кон македонскиот филм, кон домашнијата продукција е стравотно зголемен, што е многу позитивно. Тоа значи дека некои нови генерации кои веќе благодарение на интернетот имаат увид во тоа и во историјата на филмот. Во теоријата на филмот, во естетиката од минатиот век. Доаѓа до некој степен кога може да бидат критични, односно да проценат што е добро, што не. И во таа смисла, секој гледа и на постарите македонски филмови, зашто македонскиот филм не почнал пред 25 години со самостојувањето. Има еден континуитет кој не е небитен, кој е сосема значаен, битен од Манаки, браќата, па навака, преку Црно Семи и се до Среќна Нова и така натаму. Тоа е еден континуитет на кој генерациите кои се професионалци, кои работат филм, но и гледачите се надградуваат тие нивни ставови естетички кога треба да се процени за нешто. Значи не добрата страна е тоа што публика има. Доказ се фестивалите, доказ се Манаки, доказ се неколку фестивали на... Се разбира, хитовите светски веќе не се атрактивни. Атрактивни се творечките филмови, значи авторските филмови. Филмовите од Европа, особено од независни продукции надвор, од Азија, од Јапонија, од Балканот. Од Балканот, конечно, од Романија, се менуваат естетските кодови и се менува филмот како уметност. Американците, односно Холивуд, прави филм индустрија. И него ги интересира само профитот. Затоа си големите звезди кои се беззначајни се разбери, има проблесоци, има и значајни продукти. Но ова што ме прашавте е многу значено. Македонската публика веќе е заинтригирана и заинтересирана за домашен филм, што е позитивна една страна. Така. Да позборуваме за темите кои што ги опфаќаат македонските театарски представи, меѓутоа и македонските филмови. Дали може би го делите впечатокот дека повеќе сме осврнати на тоа како сака нашиот народ да го нарече пусто турско, може би премногу сме на тоа, премногу сме... Јас еднаш ви го споменав тој термин, вас не ви се допадна локал патриотизам до некаде, меѓутоа од друга страна ми одговоривте дека не можеме да пишуваме за сегрегација по боја на кожа некаде во Америка. За можеби и македонскиот филм некаде ја следи театарската представа во тој чекор, темите се некако потешки, помрачни, поцрни. Каков е впечатокот? Истото прашање до двајцата, нели? Еве, накусу само да кажам дека да, имаме таков впечаток дека филмовите се она што досега е продуцирано, дека е тоа на прилично епски теми, дека е тоа од нашето блиско или подалечно минато и така. Ми тоа радува фактот што една нова генерација на автори, на режисери и на сценаристи почнаа да се размислуваат за современиот човек, за некои мали човечки приказни. Темите се повторно тмурни, сериозни. Не е до темата, до пристапот е, до зачинот. Ми текнува на 3 дена во септември, ми текнува на Джган, ми текнува на Лазар, теми кои што се навистина сериозни. Да, меѓутоа се актуелни. Ние го живееме тој живот, ние се соочуваме со нешто како авторски пристап кон темата, кон приказната, со кое ние живееме. Тоа е најмалку е грев што вели професорката. Темите се каква и тема да одбереш, пристапот е важен. Тоа веројатно важи за театар. И мене ми е драго што почнуваме младите автори влегува во некои други води. Јас не сакам сега тука да го критикувам некои епски теми кои се исто така релевантни за обработка. Ние имавме еден до Балчак кој е сомнително во однос на тоа што филмот всушност ни донесе. Не само од
естетски аспект, тематски. За мене сумнително се осмелувам да кажам априори скептичен сум на еден проект кој е најавен, кој се вика Цар Самуил. Не од тоа затоа што глупаво е да зборувам однапред. Меѓутоа, има симптоматични моменти за кои, барем јас, како релативно искусен во таа област, ќе бидам многу скептичен. Што се однесува до театарот? Сите теми на Дејан Дуковски се, условно да кажеме, мрачни. Буре не е некоја весела приказна. Воопшто. ММЕ воопшто не е некоја весела приказна и да не ви ги редам насловите. Знаете дека сум слаба на Дејан Дуковски. Но, оно што ја доминира поетиката на Дејан Дуковски не е нејзиниот темат, него та една фина ирониска дистанца, една автопоетика низ која и преку која Дејан Дуковски го реинтерпретира своето собствено постоење и постоење на земјата, на културата од која што доаѓа. Само зрела нација, само зрел народ може да гледа на собственото минато, составено од големи теми, со одветна доза дистанца, иронија, цинизам, критичност и реинтерпретација од сите други видови. Македонскиот театар тоа го прави. Со големо задоволство сум исчитала 40 и не знам колку нови драмски текстови. Постои нешто што се вика конкурс за нови драми, како и за нови сценарии. Министерство за култура го распишува секоја година како стимулативна мерка, така се вика тоа. Јас сум многу скептична кон стимулативна мерка за драмски текст. Не верувам дека така се доаѓа до нешто што е јако релевантно и стимулативно. Но сум исчитала еден куп бесмислици, тотални бесмислици, кои се обидуваат да фаќаат на голема тема, на Александриди, на наше тешко минато, пусто турско и немам појма. Зборуваме во тој случај на квантитета, не на квалитет. Апсолутно, но онда, на крајот од денот, на крајот од тоа пусто читање, и во проза, не само во драма, ќе се соочите со неколку нови, млади луѓе, кои на работите гледаат од низ една друга оптика. Најуспешен драмски текст на последниот конкурс за текст во Министерство за култура, ето се тие текстови овде се објавени во оваа книга, е текст кој што се вика Господјиците од Авињон, кој што зборува за 5 жени од животот на Пабло Пикасо, а Пабло Пикасо игра во тој текст, агира како лик предочен преку една мува. Дакле, извинете, полуцидно нешто немам видено одамна. Тој текст функционира денес еднако очудено, што би рекле руските формалисти, како што очудено фигурираше и агираше 97 година ММЕ. Јас немам прочитано толку свеж текст од ММЕ до денес. Значи, тој е млад човек, он се вика Сашо Димовски и во моментот се поставува во Велес неговата пиеса која што се вика Ана Комнена. Дакле, една историска приказна, Ана Комнена, 10-11 век, али читана од една сосема друга визура. Не се темите тоа што го условува крајниот резултат. Не е до темата, до сето друго е, до креативноста. Знам дека кога ве поканив да бидете гости во ова отворено студио по повод денешниот голем празник, ви споменав дека ќе се обидеме многу накратко во 25 минути да сумираме 25 години независна Македонија, нели филм во независна Македонија и театар во независна Македонија. Кои се оние податоци кои што се подготвивте, едноставно не сакате да излезете од студиото без да ги споменете? Дали се имиња, наслови на филмови, што е она што едноставно на странец кој што поим нема за она што се случува и што се прави овде, едноставно мора да му ги предучите? Ајде малку да се вратам само на оваа многу поинтересна тема претходната. Има една работа што јас очекувам тогаш да се случи, ама во едно поголемо количество. Тоа се вика субверзија. Естетичка субверзија, естетска субверзија, тематска субверзија. Во македонскиот филм тоа речи си го нема. Али во театар има. Затоа во театар го има. Бидејќи и театарот и филмот се многу тесно поврзани со литературата.
се работи за криза во светот на сценарија, на оригинални приказни. За филм, во театарот може би помалку, но има изворедни литературни дела и во нашата средина и автори кои може да се екранизираат, кои веќе треба по секоја цена да привлечат внимание или на големо платно или во театар. Ова одговор на прашањето каде треба да оди македонскиот филм. Да, во секој случај. Значи, за мене зборот субверзивност е многу значаен и тоа во многу позитивна конотација. Апсолутно. Да не се новите генерации субверзивни по однос на сето што е пред нив, ке немаше условно да кажеме напредок во естетиката, движењето еве во естетиката. Али гледате, јас не сакам да излезам без да кажам некакви податоци за македонскиот театар сега и во овој миг. Дали знаете колку во овој миг има театри професионални во Република Македонија? Дали знаете колку луѓе вработени во култура, како професионалци со плата и така натака, колку, 3000 се отприлика такви. Дали знаете колку од тие 3000 се вработени во театар? Речи си половина. Во Македонија тоест само нема да ги коментирам, само ќе ви ги редам фактите, па нека гледачите и вие да заклучуваме сами. Значи, ако имаме 3000 професионалци во културата, а то се музеалци, не знам што све, од кои половина се, речи си половина се театарчи. Колку имаме театри? Само во Скопје имаме 6 театри плюс опера и балет. Па онда имаме театри во Битола, во Велес, да не заборавам некој па да не се во Штип, во Струмица, во Прилеп, во Охрид, во Куманово и во Тетово. Некој ќе се радува 14 имаме театри во Македонија професионални овој момент. Ово не е најстрашно. Првите 25 години Македонија, која не беше независна, него дел од некаква заедничка држава, која ни се влече до ден денешен, затоа што незината референца остана во референдумското прашање. Дакле, во тие 25 први години имавме во еден момент дури 18 театри во Македонија. Дали можете да замислите 18 кога немавме ниту професионални глумци, ниту професионални, мислим со академија, едуцирани, школувани луѓе. Дакле, имавме 18 театри, после некакви многумина од тие се испозатворија за да повторно сега се отворат. Дакле, ние првите професионални режисери добивме во Македонија 52 година, кога Тодорка Кондова дипломира и Димитрий Осман, и то се први луѓе со дипломи кои што воопшто влезе. Сега имаме овој момент само во македонските театри вработено режисери и драматурзи помеѓу 55 и 60. Тоа е војска една цела. Имаме или се градат, или се веќе изградени некои театарски згради, изграден е овој МНТ, кој не сакам да го коментирам, и изграден е сјајан театар во Велес. Тоа е еден од најдобрите, најфункционални, најкомпактни, најдобро обмислени театри што сум го видела, а верувајте дека многу театри сум видела во мојот долг живот. Дакле, имаме, се градат, во изградба се, драмски се подготвува, Струмица, што уште, турски и албански. Се реновира опера и балет. Дакле, што кажува сето ова? Дека никогаш во сета македонска досегашна историја на самостојност, било та условна, било ова сегашна, не е внесувано, вложувано волку многу во театарот, во театарската уметност колку денеска. Дека никогаш немало ниту толку капацитирани, добро обмислени театарски простори, ниту таква техника, ниту толку професионалци. Има околу 300, речи си 350 професионални актери вработено во македонските театри и сите се со академија. Дакле, никогаш немало волкави продукциски буџети за македонските театри. Никогаш хонорарите авторски во македонските театри не биле волкави никад. Никогаш во историјата. И сега, наместо да поентирам со заклучокот, ќе поентирам со прашањето. Дали сме сигурни дека тоа што го гледаме на македонските сцени во овој момент на вистина е подобро отколку што било во првите 25 години?
dakle onoj period 45-70, da se podsjetime što sve imalo. I da li sme sigurni deka stanuva se podobro i podobro. Prekratko je vreme za to da razgovarame, ali prašanje to je nesomnevo, intrigantno i se soglasujem malce zločesto. Владко, за крај, имаме веројатно уште една минута, меѓутоа како заклучок, 25 години филм во независна Македонија. Како беше пред независноста, каде беше македонскиот филм, каде е сега? Па тоа е главно тука, во Македонија, со ретки исклучоци. Јас само сакам да потенцирам она што Елена го кажува во однос на тоа на капацитирањето, на можностите за да се има почва за творење и така натаму, кој очигледно на прашањето ќе одговорам професорке кој ќе излеземе, бидејќи ми го постави. Сакам да спомнам дека условите во филмската продукција многу се сменија. Во однос на она бивше југословенско, во однос на начинот на финансирање и во однос на монополот на Вардар филм или Македонија филм или градски кине кои правеа филмови, денеска се отворени вратите за копродукции со странци, со фондови и така натаму. Сето тоа дава шанси, значи почва има. Несомнено е големо финансиското учество на државата во областа на филмот, но критериумите се многу тенки. Треба да се внимава на критериумите, врз основа на кои критериуми се прават филмовите, а не врз основа на каков буџет, па ќе правиме филм. Еве да не комплицираме. Имаше едно прашање на кое Елена одговори, а јас немав можност за фестивалите, меѓутоа ги има. Сепак имаме уште нека минута, еве да ги прокоментираме фестивалите, меѓутоа ќе имам уште едно прашање за крај како заклучок, сумирање на сите овие 25 години. Што е со фестивалите? Јас во една прилика работев една тема од областта на културата, насловот беше Македонија земја на фестивали. Квантитет или квалитет, еве нека е првата насока кон која што би сакала да се движат одговорите, меѓутоа од друга страна да ги споменеме и наградите дадени на фестивал или не мора да се на фестивал. Имаме премногу фестивали, доволни се фестивалите или можеби се загубивме некаде? Немаме поим зошто имаме фестивали. Чуму ни се тие фестивали. Се разбира дека треба да има фестивал секаде па и кај нас. Еве, донесов монографијата за 50 години Прилепскиот фестивал. Интересно е, нели, заради статистиката. Во 50 години, дакле, тој е 65-2015, на тој фестивал е поделено околу 700 награди, приближно 700 награди во различни категории. Холивуд не знам дали има толку поделено во изминативе 50 години. А тој е само еден од купишта фестивали кои што ги имаме. Се разбира дека голем број награди на тие фестивали се мощно респективни. 6 актерски награди на досегашните прилепски фестивали ги има освоено Никола Ристановски и тоа е нешто пред што секој ќе застане молкум и ќе ја симне шапката. Воопшто, македонскиот театар во последниве 25 години, кога станува збор за фестиваломанија, си ја загуби ориентацијата. Ги побркавме лончињата, дефинитивно. Не разликуваме што е театарско гостување и театарски фестивал. Овде имате среде Скопје се случуваат работи што се викаат фестивали, трајат по 2 месеци и се случува од новина на погибел, како што вели дедо Марко Цепенков, од време на време од некаде ќе дојде некаква представа и ќе се одигра. И то нема врска со фестивалскиот концепт, тоа е една редица гостувања која чини неверојатно многу пари. Ниту тоа проблем, него дали македонските театри откако ќе ги примат на гости сите овие луѓе што тука ќе поминат, како преку железничка или автобуска станица, дали тие македонски театри возвратно одат некаде и кој е ауткам од целата таа приказна. Ово е пазарно време и мораме да размислуваме пазарно. Dakle, мислам дека фестивали има непристојно многу, јас знам точно колку има театарски, али не сакам да ја кажем бројката затоа што ми е непријатно.
Владко, зборуваме ли и за филмот за една така наречена фестиваломанија, како што кажа професорката Лужина? Тоа е убав збор, меѓутоа во областа на филмските фестивали не е толку драматично. Не е скапо, то се носи во кофер. Не е ни драматично толку. Иако има и најави и веќе пројави За нови фестивали. што не го гледам како зло. Меѓутоа, зло е за авторите кои почнаа да размислуваат многу нескромно, би рекол, дури нелогично, нерационално. Прават филмови за фестивали. Не постојат фестивалски филмови. Постојат добри филмови и лоши филмови, како што и представи. И книги. Што значи и книги? Што значи да го пратиш на филмот на 12 фестивали или 20 фестивали и влегол во главна програма? Па на фестивалот му е работа да собере филмови, ништо друго. Тоа не е никаква вредност, никаков показател дека нешто добро сме направиле. И еве јавноста обраќање до еден поширок круг на луѓе. Немојте да правите ништо за фестивал. Правете за уметност, правете за себе. Покажете го својот авторски пристап за да ги уверите луѓето дека имате став. И да резимирам, последните 25 години во Македонија ги има, во театарската Македонија, несомнено ја има маркирано една генерација која е сега во својот зенит авторски. Јас нив ги нарекувам вудстоковци, протагонистите на таа генерација се родени 69-та. И еве ке именувам само тројца. Заедно имаат, значи, 150 години. Веќе именуваниот Дејан Дуковски, веќе спомнатиот Никола Ристановски, најтрофеен македонски актер на сите времиња, и сјајан македонски режисер Александар Поповски, кој за жар режира главно по бел свет, а не режира дома. Но тие се некаков ориентир, нешто кон што се мотивацијски угледува, углед се на генерацијата што доаѓа и треба многу да не радува што млади актери и млади режисери, имаме се повеќе режисерки, што е еден сјаен податок, успешно ја продолжуваат ова нова европска театарска естетика која ја внесоа на голема врата протагонистите на генерацијата вудстоковци. Ми останува уште да ви се заблагодарам за времето кое што го одвоивте за ова отворено студио. Ми беше навистина задоволство да поразговараме, да се видиме повторно во нека друга прилика кога навистина ќе имаме веројатно повеќе време бидејќи има многу да се зборува. Ви благодариме вам. Благодариме. Честит празник. Честит празник. Така, фала на поканата. Почитувани гледачи, останете секако на програмата на телевизија Нова, токму така честит празник. Не го менувајте каналот, ние имаме уште многу подготвени содржини и секако уште многу гости ќе видите во студиото на телевизија Нова.